Оспоруваниот хотел во Лагадин продолжува да се гради. Активистите на иницијативата Охрид СОС реагираат дека и покрај забраната од 15 март издадена од градежниот инспекторат и општина Охрид, инвеститорот го довршува хотелот. Екологистите кои од почетокот се против изградбата на објектот, бараат од општина Охрид повторно да реагира и да го стопира, но сопственикот на хотелот Никола Толевски за ТВ24 вели дека продолжил да гради затоа што решението за забрана издадено од општината било поништено од страна на второстепената комисија, која во меѓувреме ја усвоила неговата жалба. Тој уверува дека хотелот не еди во оградба и дека со документацијата која ја има може да потврди дека моменталните, но и првичните градежни активности се во согласност со законот. После 6 месеци вадење на сите документи кои можам да набројам, комплет негде 25-6 мислења и елаборати. Кога све се изваде, се направи идејниот проект, главен проект, тога ми е даено одобрение за градба. И после 15 дена стана правосилно одобрението. Кога стана правосилно одобрението, почнав со рушење на старите објекти. Потенцира дека во партнерство со холандскиот оператор ТУИ гради мала акомодација со 10 соби и 8 апартмани, за која претходно побарал стручни мислења и добил одобрение од повеќе релевантни институции. Сите му дале зелено светло за градба на таа локација. Јас сметам дека овде од една група на луѓе, кои стварно може да го сметам со видикот, али то не е мерило да мене стопират. Но доколку ево ти јавно кажувам, јас до вчера сум го немал објектот и денеска го немам. Ако имаат желба да го немат овој објект, нека соберат пари, нека ме обештетат, нека се урнат. Јас немам против тоа. Од државниот инспекторат пак најавуваа дека ќе се прави нов записник, но информираат дека по одлуката на второстепената комисија судбината на хотелот е исклучива во рацете на општина Охрид, односно кај градоначалникот кој сега има две опции. Едната е да се жали на управен суд на одлуката на комисијата, а другата да постапи по неа и да му издаде ново одобрение за градба согласно препораката. Досега од општината информираат дека прават обработка на предметот за хотелот и уверуваат дека наскоро ќе биде донесена соодветна правна одлука.